Премиерот Никола Груевски најави нова германска инвестиција во Охридско-Струшкиот регион. Одговарајќи на пратенички прашања на денешната собраниска седница, Груевски посочи дека има нова, сигурна инвестиција. За името на компанијата се чека таа прва да ја објави одлуката за инвестирање во земјава. Се работи за компанија за автомобилски делови која ќе донесе нови вработувања. Инвестицијата е сигурна. Во наредните 2 недели ќе се донесе одлука каде точно ќе се гради новата фабрика, односно дали ќе биде во просториите на ЕМО или во технолошко-индустријската зона во овој регион. Одлуката ќе биде донесена по калкулациите на трошоците, посочи Груевски. Други 3 компании од Унгарија, Бугарија и од Србија се заинтересирани за купување и инвестирање во делови од ЕМО. Најверојатно се работи за фирми што ќе изработуваат трансформатори и далноводи. Дрекслер Мајер во Македонија гледа огромен потенцијал во своите вработени и планира да инвестира во нивното дообучување, оцени Барбара Гербер, раководител на секторот за практична едукација во централата на Дрекслер Мајер. Од октомври 2015 година, компанијата на 15 до 20 средношколци од Кавадарци ќе им понуди 3-годишна стручна едукација за стекнување практично работно искуство. Системот што подразбира практична работа во фирми паралелно со 3-годишното стручно школување е веќе пракса во Германија. Дрекслер Мајер пред 2 години ваков систем воведе и во Романија, а системот функционира и во Кина, Молдавија и во Тунис. Владата одлучи да им бидат отстапени 60 тони нафта од државните резерви на училиштата во општина Кичево, од кои 50 ќе бидат наменети за грејење, а 10 за превоз на ученици. Нафтата ќе биде доволна до крајот на јануари, така што општината треба да почне постапка од февруари да обезбедува нафта за своите потреби. Се работи за Кузман Јосифовски Питу и Владимир Полежиновски, со околу 1200 ученици кои имаат блокирани сметки и не можат да набават нафта за грејење. Ваквата одлука се должи на фактор што учениците веќе неколку недели не следат настава, но и поради спецификите кои ги има Кичево со наследените долгови од поранишните општини. Мешовитиот парламентарен комитет ќе се стреми да даде вистински придонес во процесот на пристапување и ќе ги стави сите своји напори за подобрување на вкупниот политички контекст, како и за изнаоѓање на излез од сегашното тековно одложување на процесот на проширување. Се вели во заедничката изјава по работата на Мешовитиот парламентарен комитет Република Македонија Европска унија, кој значеше обновување на дијалогот меѓу двата парламента. На состанокот стана збор за односите помеѓу Унијата и Република Македонија, политичката ситуација во земјата по парламентарните избори во 2014 година, владењето на правото, реформите во судството и во јавната администрација, слободата на изразувањето и медиумите, добрососедските односи и економскиот и финансискиот развој на Македонија. Европскиот парламент ја отфрли резолуцијата за гласање недоверба на комисијата на председателот Жан-Клод Јункер со 461 глас против, 101 за и 68 воздржани. Барањето за гласање доверба беше поднесено од 76 европратеници, од кои најголемиот број од британската УКИП и францускиот национален фронт, по дебатата на пленарната седница одржана на 12 ноември околу аферата LuxLeaks за затајување и избегнување плаќање данок од светски компании со посредство на Луксембург. Најмалку 6 мина загинаа, меѓу кои 1 британец и 5 мина афганистанци во напад на бомбар-самоубиец врз возило на британската амбасада во Кабул, соопшти афганистанската полиција. Бомбашот самоубиец удрил со автомобил полн со експлозив во возило на британската амбасада во најновиот напад во афганистанскиот главен град. Во експлозијата се повредени 34 минувачи, меѓу кои и 5 деца. Британската амбасада соопшти дека меѓу повредените има нејзини вработени. Одговорноста за нападот ја презедоа талибанците.